Што да славиме? Реално животот во општеството стана претежок, пренапорен. Се изгуби целата суштина на животот. Не знам вие дали чувствувате, ама реално енергијата се осеќа. Се осеќа тоа дека нештата не се како што беа во 2000-та година, во 2010-та, каде што се беше некако послободно, поедноставно, воздухот надвор беше друг. Се чувствуваше таа слобода, тој мир, некако се чувствуваше таа уникатност, игривост во самото движење надвор кога ќе излезеш. Сега кога ќе излезеш надвор, едноставно цревата ти се превртуваат. И што да славиме ние? Мислам, треба луѓето навистина да се разбудат. Да се разбудат од оваа илузија во која живеат, од овој престиж во кој што влегоа, кој што ги оддалечи целосно од Бога. И што правиме со тоа? Се доведуваме во она иста слава како што Мојсей кога беше на Светата гора, кога се врати со 10 Божји заповеди после 40 дена и кога виде дека впрочем луѓето кои што ги добија сите докази дека Бог постои, тие повторно си славеа златно теле. И што не асоцира тоа дека денешниот свет, сите овие прослави кои што се заради богатство, заради естета, заради материјализам, е истото златно теле кое што некогаш околу кое што некогаш игра луѓето кои што беа со Мојсей. Затоа што се оддалечи од едноставното, од Божјото, од духовното. Ако тогаш било златното теле, еве ви ги сега во материјална форма тие изобилства, тој материјализам, кој што човекот реално го слави, го прифаќа, го живее во неговиот живот како да е нормално. Денеска златното теле представува луксузот, изгледот, славата, брендовите и парите. Луѓето му пренесуваат време, значи му пренесуваат внимание, сопствени заработени пари, му го даваат духот, енергијата, му го даваат своето здравје за славење, што славење без нешто што нема никаква духовност и суштина, вредност во себе. Во прво послание на Јован, во глава 2, стих 15, вели: не љубете го светот, ниту она што е од и во светот. Се што е од светот е похотта на телото, очите и егото, тоа не е од Светиот Дух, од Бога, туку од злото. Да не забораваме дека никогаш не можеме да му служиме и на Бога и на мамона, тоа е еден многу важен момент. Во се ова, што се случува? Се ова еден социјален притисок. Социјален притисок од аспект на тоа дека се создава принуда да се прилагодуваме на општество и околина, која што нема никаква духовна вредност и суштина. Ако некој нема парички, ќе мисли дека помалку вреди, дека е инфериорен за разлика од другите дечиња или луѓе. На тоа ги учи децата, ако некоја фамилија е посиромашна и вели: слушај мама, ние немаме парички тоа да го дозволиме, толку ни е късметот, толку ни е, не знам, толку ни се можностите, тие се богати луѓе, ама некако се создава тоа чувство дека овој што има пари е повреден. Епа не е така. Не е така, затоа што тоа е општествено наметната илузија која што создава вредност во очите на другите луѓе, а впрочем е безвредност, никаква вредност нема. Луѓето најчесто, да не заборавиме дека овие скапи прослави ги прават за да не изгледаат сиромашно. Значи правам нешто само за да не изгледам сиромашно во очите на другите, ама тоа е психолошки комплекс, тоа е духовен комплекс на празнина во себе. Имаме проблем тука. Имаме проблем затоа што таа празнина, гледате, комплексот почнува да владее во општеството и да станува нормализиран. Тоа е реално наметнување и нормализирање на материјална култура, каде што се губи целата духовна суштина. Се губи едноставното смислата на постоењето.